Ти рекол? Ми рече. Ти рекол? Ми рече. Затоа што сме при крајот на овој месец, прекрасен месец, одлучив самиот себе си да се почастам со тоа што во вашата милена емисија Ти реков ми рече ги донесов еден од моите вака подобри пријатели од естрадата, од јавниот живот, со цел да направиме одличен и квалитетен муабет. Затоа сум сигурен дека ќе направиме одлична журка. Тоше Зафиров е повтор пат во Ти реков ми речи, навистина сум среќен што те гледам повторно во оваа емисија, најдобриот бодибилдер во Македонија и во светот. Ве молам аплауз. Благодарам на прекрасната најава. Една од моите подобри другарки на естрадата, која го руши оној стереотип дека на нашата естрада нема другари, а тоа е Милена Антонска, повтор пат во Ти реков ми рече. Ти благодарам, Давид, на Најдобрата поканата. водителка, дипломирана новинарка и се надам дека ти направиме одлично шоу, Милена. Јас сум сигурна дека ќе биде така и си направил одличен избор. Ти благодарам што ме спои со овие прекрасни момци во оваа емисија. Секој успешен во својата област. Да, не знам дали нашите гледачи се сеќаваат дека минатата сезона, минатата година ни гостуваше Тоше. Сите знаеме дека он има добиено многу награди, но јас додав една фейк златна награда, тоест овај медаља. Ти тектува ли тоа, дали памтиш? Сега затоа што Бомбаки си гостува по трет пат во Ти реков ми рече, во оваа сезона добива златен фейк злато, добива пекар. Гласноговорник на сите општествени теми, дечката познат со картони, работи со картони, мора да се преживеат нешто. Кристијан Санковски Бомбакис. Фала ти и ќе дојдам уште 100 пати да ти кажам. Ако И ќе даваш на- награди, да, ако даваш награди, Пати ваши пекари. не е проблем. Како сте? Не е лошо. Може и боле, ама не е лошо. Милена? Јас би рекла одлично. Секој ден се трудам да бидам одлична, некогаш сега не си толку, но денеска сум баш супер. Тоше, Да. ти си секогаш расположен. Покрај Милена. Може. Ти благодарам. Ја покрај Бомбаки, покрај нас. Покрај сите сум одличен, а морам да ви кажам дека јас сум супер, затоа што новите пријатели на оваа емисија ни прават навистина одлична атмосфера и навистина ни прават да се чувствуваме прекрасно, а тоа се Лав Гуру. Најголем избор за играчки за возраст и дискретна достава низ цела Македонија. Производот го добивате во дискретна необележана амбалажа и имате достава низ цела Македонија и ги имате изборот на најголемиот овој светски избор за играчки за возрасти, а тоа е Лав Гуру. Ќе добиете прекрасни награди од Лав Гуру и најдобрата органска козметика во Македонија, а тоа е Сиора, наш бренд, одлични производи и најдобрата мотоопрема Електрик, местото каде што можете да купите најдобри електрични велосипеди, тротинети и мотори и најслушаното радио во Македонија кој што не поддржува Метрополис радио. Аплауз за нашите спонзори. Се немаме видено одамна, можем да речеме, во Бакис ти си исклучок, затоа што Да, ни гостуваше се негде гледаме. втората сезона на почетокот, ако не се лажам. Точно, и ти мене ми гостуваше така да се гледаме секој ден. Твитерџиите нас се нападна, мене ме нападна. Да, Добро, мора да се Што збори. зборувавме за навистина битни теми кои го Ама мора засегат да зборат општеството. луѓето, иначе нема да биде интересно така. Ќе зборуваме многу за такви теми, но за почеток сакам да ве прашам што има ново во вашиот живот. Ти треба да станеш, да најчастиш, да бидеш среќен што стана татко. Ја? Да. Па јас станав татко пред 2 месеци, тоа ги Па ако частев. за возбудата зар не уште Па, вие уште, Сега е најинтересно. Да, сега е најинтересно, пошто не спиеме по дома, се навикнуваме како што треба. Бевме еве и на вакцина да примеме и ќе видиме како ќе биде понатаму, али сега за сега мислам дека е окей. Милена, ти сега Јоана, Лана Марија, мојата другарка, почна во школа. Да, прваче од септември, многу е интересно и она што се радувам дека многу сака да пишува домашна и цело време викам дај Боже да ти остане желбава за домашна, бидејќи како поминуваат годините, нели се помалку сакаат да пишуваат. Ама активна, ја гледам кога беше кај Цело време. председателот Стево Пендаровски. Се надам дека уште Да. биде председател. Да. Крена рака, активна ја гледам. Да, Ќе ги биде ли носе. ќе ја замени ли мама Милена? Па не знам искрено дали ќе ја замени, нема некакви амбиции за сега. Не ми кажала, освен што сака и да оди на гимнастика и оди на гимнастика, значи покажува афинитет кон спортот и тоа е супер. Гимнастика убав спорт. Се радувам. За водителство не знам, инаку од училиште ги носеа во посета на вилата Водник е председателот Пендаровски и навистина една убава програма имаат во училиштето каде што оди и таму секој си поставувал прашање, имала среќа, ете да кога дигнала раче и два прста да ја сликнат. И тоа е многу убава професија. Инаку ако ме прашуваш што има ново, мојата Да. коса. Види, Па, добро. фризура и Аплауз за боја. косата на молата, аплауз за косата, да. Да, значи тоа е ново, кај мене друго мислам дека остава и нема. совршено, Да. Тоше ние нова фризура немаме кај тебе. Ама имаме прекрасен стайлинг.
Дефинитивно и сакам да те прашам што има ново кај тебе. Како се твоите деца, како е Ангела, како е Блаже, како се снаоѓа во Австрија? Па добро, супер. Во Австрија се пронајде таму, баш утрово се слушнав со него. Почни и со Дали работа го таму, си поздравите, најде работа. може? Да. Браво. Почни и со работа, со студирање, така да. Со работа? Што работи? Па работи на факултетот за психологија како асистент на една од професорките. Околу IT нешто, да. Да, супер. И среќен исполнет околу тоа што го работи. Ангела почнува по нашите стапки полека, почнува да си држи смена во теретана, да држи персонални. Не едно надпреварување однесивме, сега спремаме за друго надпреварување, така да она е по нашиот пат, без наше инсистирање, без ние никогаш да инсистираме дека мора тоа да го прави, ние што го правиме, но ние како родители сме секогаш херои на нашите деца, они го гледаат тоа што е доброто и го взимат од тоа што е најдобро од нас, така да мислам дека направивме добро со нејзе што тргна по тој пат, бејќи во ова време, ова дигитално време, децата кај се повеќе на телефони и овој брз живот, така да нега да си најде некој правец кај што може да се движи. Одлично. Убав одговор, може аплауз. Аплаузот ќе продолжи затоа што ќе мораме да ги спочитуваме нашите гледачи, ако ми дозволите. Навистина, кога објавив дека ќе ми гостувате на Инстаграм како една од најактивните социјални мрежи, најпопуларни кај нас, добив многу прашања. Точно ќе започнеме со тебе затоа што ти сепак си мотивацијски говорник и гласноговорник за многу теми. Ќе започнеме со тебе, вика вака. Изабела те прашува како изгледа еден ден на Тоше, колку време вежба и дали е тоа секој ден? Па секој ден станува во 6 часот наутро. Тоа ми се мои рутини кои што ги Милена не практикувам станува. долги години. Милена Милена у 12 Да. 6:15 веќе го пијаме од 7 лимон, умилен пијалак, 6:30 сме горе на водно, околу 10.000 чекори, се враќам дома. 10.000 чекори. Па да, 10.000 чекори, тоа е некаде околу 8 до 10 километри. Се враќам дома, здрав доручек, туширање со ладна вода, малку читање на книга и од 8:30-9 часот ми почнува денот, тековни обврски што ги имам околу овде Австрија, што ги имам бизнисот Неготино. Навечер повторно во теретана обавезно од 18 часот, вежбам од 18:30 до 22 сме во теретана и потоа дома дали или диета или нешто да спремаме и спремање за утрешниот ден. Така изгледа иста рутина, да. Да, така ми изгледа некој ден. Добро, тој сепак е ритуал кој што е дефинитивно многу здрав и тоа треба сите да го практикуваат. Па баш утрово има снимано едно стори кај што кажува колку работи човек може да направи за 2 часа ако стане порано, на пример, наместо да спиеме до 8, да стане во 6. Тие 2 часа колку значат за нас, колку може да вложиме во себе со тие 2 часа. А ние нашето тело може да си го чуваме. Многу пати имам кажано, единствено место кое што може да живееме е нашето тело. Апсолутно си во право. Ова еве сите може да се надоврзете на оваа тема, дали е точно тоа дека ако станеш си победник. И еве јас ќе го кажам тоа од мој личен пример, пред некој ден на пример беше тапа денот и не ми се стануваш од кревет, ама реков морам да завршам обврски, кога станав и ми се заврши сите обврски и добив интересни пофалби за тоа. Па само контролата и само дисциплината си го прави тоа. Ако имаш таа само контрола во себе, нема ти биде тешко, нема ти биде никаков проблем. И тоа треба ти биде уживање во тоа што го правиш, бидејќи знаеш дека правиш нешто добро за себе, а тоа е најголем бенефит што може да го направиме во ова денешно време. Така да ништо не е тешко, секој може да проба и да види колку подобро, попријатно, поенергично ќе се чувства во текот на денот. Немаме избор да не станеме, барем тие што имаме деца, ве сега и Бомбакис ќе се надоврзе. Значи јас немам избор, немам избор да не станам. Дали тоа ќе биде заради работа, дали ќе биде заради децата, не знам, ептена кога ги оставам кај моите или кај свекрва ми да преспиат по утре дента да се изненажам, ама тоа навистина се случува многу ретко. Јас сум ранобудник уште пред да работам внутринска. Јас сум една од оние што и кога сум била во средно и кога ќе сум искочала утре дента сум станувала во 8. Никогаш не сум спиела до 12 до 13 часот, јас не сум таков тип. Да си пиела алкохол, да си пиела. Не, кога сум пиела, Давид, кога сум пиела, едноставно таков ми бил биоритамот уште тогаш, така што не сум оној човек што сака да лежи да спие по цела, не знам како е тоа, можеби има и во тоа убавина. Но јас не сум тој тип. Ја мислам дека во тоа нема убавина, кажам од свој лични Бомбаки сега може да каже како е да не спие. Колку бистра твојата ќерка го промени твојот живот, еве. Па многу го промени. Прво станав во 8 секој ден, си ги шетав кучињата, тоа ми беше навика и си терав со денот. Ама сега станувам у 2, у 4, у 3, у 5, у 6, цело време сум буден, не спиам. А мислам дека Тоша ќе се согласи со мене дека на телото му треба и одмор, барем 6 сати да преспиеме. Тоша, колку е доволно? Ете прекинав, извини, колку е доволно за
еден човек да Има има некои 6 часа е доволно 6 да часа може да доволно. се регенерира телото, но доколку можеме во текот на денот малку да одмориме. Веќе сепак ако станеме многу рано, и ако имаме и физички активности, ако имаме и обврски околу работа, деца, сето Да. тоа сепак ствара некој стрес и добро некој барем половина час, 45 минути да може да одмориме и да ни започне вториот дел од денот. Баш така. Одлично, Милена Славица ти го поставува на стереотипно прашање кое сум сигурен дека веќе ти го поставили, јас сум ти го поставил Добро. сигурно некогаш. Во колку часот станува Милена? А. Значи, знам дека ти е досадно прашањето, ама морам да ако ги нема спочитувам. врска, не сите знаат Милена баш кога станува во рете. Кога сум на емисија, во 5:30 станувам, за да имам време нели да стигнам на работа, да се спремам и така натаму. Кога не сум на емисија, станувам во 15 до 7. Морам да станам да ја подготвам Лана за училиште, дали ќе однесам јас или сопругот се едно, веќе сум станата, да пречекам баби дедовци за другото дете, за Јоана да ја чуваат и заминувам на работа. Во секој случај станувам рано. Мене денот ми е започнат пред 7 часот, така да Интересно Тоа е тоа. прашање, ќе се надоврзам за Тоше вака сега, како што кажа Милена, има свои работни обврски и другите луѓе претпоставам. Како тие да најдат слободно време во денот за да вежбаат? Кога имаат вака работни обврски од себе или во текот на денот, кога да најдат слободно време? Обично тие што имат утрински обврски како Милена, попладните часови Да. ако до кука, сите имаме време, секој може да најдеме време. Сега знаеме дека малку сме во тој побрз живот, подинамичен, но сепак еден час и половина може да најдеме време. Наместо да седиме со пријатели други да испиеме едно кафе, може да посветиме на било каков спорт или било нешто што е Чучни продуктивно за нешто, себе да чучни, направиме. да. Што е да направиме физичко Добра добро се добро за организација себе. само. да. Може да се најде. Јас сум бил на работи, по државни работи сме бил нели обезбедување ки висок функционер и сепак сум наđал во 3-4 сум си доаѓал наутро, па сум правил кардио дома точок че извртам или било што. Така да човек што сака може да го Да. направи тоа. Се најде Така е. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7 најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетите го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Дали ти си политички ориентиран со оглед на тоа, нели дека беше на А времето? за мене нема такво прашање? Нема за тебе. Многу ми интересира. јас ќе те прашам, дали си симпатизера на нека партија? Симпатизер, па не можам да кажам искрено дека сум симпатизер, сум разочарана. И јас. Одречи си сите. Од сите, да. Да. Не, за ова се пошегував сега затоа што често знаеа 15 години сум веќе во утринска и те ваму те таму не става и мене и колегите. Зависи ваша нели работа, да кој како кажете, ќе се јави, да. па некој ќе исклучиш и сега си ВМРО, сега си СДС и јас сум моментално разочарана од сите. Значи толку сум разочарана тоа кој диреџа донесува државата што молам Бога да дојдат некои нови да направат некое чудо, затоа што вие што се сега... Ајде направиме ние партија. Ајде! Да не навлагаме Или? политика, зашо да се мешаме таму? Да си останеме тоа што сме, мислам. Затоа што тие што нели водат или ќе ја водат или ја воделе не ги бива баш, па викам. Па никога не бива, ама не значи дека нас Симпатизер сум на македонскиот народ, на она што е потребно на Македонија, на македонштината, ете така ако можам да се Ме изразам. одговориш сега, имам спремно прашање за тоа, на Тоше ќе го прашам, Тоше отворено те прашам, дали си ВМРО-вец? Дали си за ВМРО? Јас сум член на ВМРО од 95 или 6 година, многу одамна, и сум се чувствувал како моја партија ВМРО, но никош ниту сум деградирал некој што е друга партија, ни па некаква обструкција било каква од моја страна. Секој човек си има право на свој избор и секој човек си има право на свое гледиште, дали економско, дали било на кој начин или политичко, какво и да е. Така да во одредени моменти може ми се допаѓала политиката на ВМРО, во одредени може би не, може би одредени некои работи биле добри и СДС што ги направиле, повеќето не биле добри што ги направиле. Според мене добро е да има промени, добро е да дојде млада енергија и сепак, како што кажа Милена, сепак треба да се грижиме за Македонија, за македонскиот народ, сите што живееме овде во наша држава, бидејќи ова е сепак мала но прекрасна земја што имаме овде и ја не се сложувам што многу луѓе се иселуваат од оваа држава, треба да вложиме сите во оваа држава, бидејќи ако работиме како што работиме во Словенија, Австрија или било каде овде во нашата држава, да ја вложиме таа енергија што вложуваме во странство кога одиме, ние ќе бидеме најубавата држава за живење. Ама Тоше, можеби тие луѓе што се иселуваат немаат можности тука да ги остварат своите планови за работа.
сме имале многу случаеви и знаеме дека овде кога ќе тргнеме на кај Словенија, што ми ја поминеме српската граница, а посебно кога ќе влеземе во Хрватска, веќе се изврзуваме со 3 каиши на нас. А овде каиш не ставаме ни еден. А културата сакаш да кажеш? Сето тоа е поврзано, и културата и работа, се си носи едно со друго. Пред некој ден бев во едно од нашите фонд за здравство поточно, влегувам во архива, 4 беа седнати на телефони сите, ни еден не крева глава, те поздрева, не да те праша дали ти треба нешто. И се додека тоа не го смениме овде, а во право си, можеби и немаме доволно услови уште, но сепак треба ние како луѓе да работиме самите на себе и можеме, како може на Словенија помала земја од нас, можеме и ние имаме 300 сончеви денови, имаме прекрасно овошје, зеленчук, имаме земјоделие, имаме овоштарство, имаме се што треба да има една земја, само треба да работиме и да се сакаме меѓу себе. Мислам дека премногу омрза има помеѓу македонскиот народ. Мислам дека треба да бидеме посплотени, дека ќе бидеме многу поуспешни како земја овде. Се додека се делиме партиски, овој бил ВМРО, овој бил СДС, нема да одиме никогаш напред. Да. Бомбакис, кој е твојот став на оваа тема? Мојот Дали постои став е- омраза во Македонија? Охо, скроз да. Мојот став само да се надорзам на тоа што дека све се мени од држава, кој да дое на власт, нека од тие фотелите нешто имаат магично и почнуваат да ставаат, не знам дали парите ги зимаат од фотелите, па тука Ставаат све тука. и забораваат на све што ветуваат, затоа што Има нешто тука. да, тука Ова нема е празна, ништо. ова е страда, ова е празна. И затоа и јас сум вакво некој, не знам, исто како Милена што кажа, разочаран од сите, ама време е за промени. Кажам пошо. Мора нешто да се менја у земја, да идеме напред. Ако треба да се менува, тоа го имам спремно како прашање, еве со тебе ќе почнам. Ако утре ти си премиер на оваа земја, Не што- сакам да бидам премиер. Не, пример, хипотетички премиер муабет, што би направил? Што би направил? Да, 5 промени еве наброј. Не можам сега да ме фатим неспремен, вака треба да се спремам како политичар. Еве ќе дозволиме на Милена прва да го одговори прашањето, па ти размисли. Леле, многу Да, списокот е долг. Не знам, некако прво да го, мислам тоа се Новиот премиер на хипотетички. Македонија е Милена Антовска, еве Милена, направи Ке ме 5 мразат, не сакам да бидам премиер, еве да бидам некој што може да промени нешто. Чисто совет да дај. Да, Да. по дефолт на власт човекот после 2 години го мразат. Кој да е и што да направи. Прво некако ќе сакам да влијам да се смени менталитетот на народот во однос на одржување на хигиена, зачувување на културно наследство. Не знам, сега јас што слушам најмногу од гледачите што се јавуваат, еве ќе ги спомнам пензионерите, таа е мојата публика. Значи, линеарно зголемување на пензиите, а не како што е сега. Да. Од ред други причини. Работничката класа, земјоделската класа, значи Македонија е работничка земјоделска земја, значи таму треба прво да се инвестира. Тоа што го имаме во изобилство, во тоа да се инвестира, тоа да се крене на едно повисоко ниво, а не ние да гледаме некои западни вредности кои што не се нешто својствено за нас и сакаме да стигнеме негде далеку, а нема шанси да стигнеме. Значи, ние убаво е да целиме кон нешто што е повисоко од нас. Ние споменуваме Европска унија. Каква Европска унија, луѓе? Ние не ни треба да влеземе. Немаме шанси да влеземе. Значи, ние уште, извини, плукаме на улица. Лепиме мастиги. Мислам, од такви основни работи да почнеме. Не знам, ќе треба многу еден Ќе саат да позборуваме. зборам, но тоа се генерално аспектите кои што јас ги разгледувам и ги слушам секојдневно од народот во што се твојата јавува во емисија, емисија. Разбирам, Троша. Образование, култура, мислам, Образование исто, здравство, браво. Точно, Не, точно. здравството не е за корупција, нигде, да. све, значи Значи да се врати во Све учебниците треба тоа да што е се вистината. смени. Да тоа што ние сме учеле, гледам менуваат, Тачно. даваат нови работи. Јас треба да изигравам сега учителка дома да ја кажам на ќерка ми што на вистина се случило во минатото, затоа што некој сака да ми го смени минатото. Да. И така натаму многу И за здравство најбитно да од не се, зборувам. да си го вратиме името. Добро. Да. Бидеме Македонија. Разбирам. Каква патриотска дискусија беше ова. Еве, Јас само сега се изненадив бомбакис. Јас согласувам со Милена се што кажа, така да има и тебе многу промени да се направат. Со мене, И со тебе, за здравството, за Не образованието. треба да биме џентлмени. Посебно здравство, образование е нешто што мора да се промени, бидејќи кај нас е навистина хаос. Не де Боже да се разболиш да отидеш во некој од државните клиники, тоа е ужас. Тоа е ужас. И мислам дека образованието е останато од пред 40-50 години, тоа што било некогаш и истото се изучува, знаеме колку е напред отиде на све, така да мораме младите да почнат да ги едуцираме за да можат да стварат финанси, да можат да работат, да бидат во тек со се она што се случува во светот. Така е. Иновативните работи Да. апсолутно и етиката е многу занемарена, се удира акцент на математика која е дефинитивно небитна.
Ама етиката некако не се изучува, а таа немаме како македонци. Мора да се случите со мене. Затоа со оглед на тоа дека ја пред 3 години бев средно, така да еве, се зборам. Тоа е тоа, тоа што тебе те прашав за пример, ти ми остана. Шо, па ти кажав. Не сака да биде, рече. Не сака да биде. Не, Добро, ти кажав. Дали е вистина тоа дека сакаш да бидеш градоначалник? Не, јас имам некои понуди такви, но тоа ми е во длабоко во мене за размислување тема и мислам дека 70% од мене вика не, 30% можеби некои да, бидејќи сепак сум 46 години, не знам дали да ски затворам идните мои 5 години од животот за да бидам градоначалник на Неготино, не би знаел што би донесел со таа функција, например, бидејќи како што кажа Милена, повеќе би бил омразован отколку сакан, тоа сигурно, и да направиш 10 добри работи, една да биде лоша, ќе те памтат секогаш полошто, нема никогаш подоброто. За жал, колку и да направиш добра, една лоша работа. Така да треба да размислам добро, бидејќи не зависам од такво нешто во моментот, дека ми треба тоа како работа или екзистенција, било што, а 5-6 години се од животот многу во овој период да ски затворам, така да Сега за сега не. Слушав еден подкаст пред некое време кога патував од Јелена Карлеуша и на сето тоа може да се научи нешто паметно од нејзе. Исто ја праша водителот што планираш во иднината да правиш од твојот живот. И она му одговори, сега со 45 години, да бидам здрава витална до 75, да не држам мозок и се. Тоа со уште 30 години, 15 години ги поминувам во спиење, станување, легнување, уште 15 години живот имам, што да правиме? Така да уживаме во животот полни години. Да, баш така. Ја чекам Елена Карлеуша да не дојде во Скопје. Ќе дојде. Ево оваа емисија, се договараме. Така да се надевам и конечно ми врати на порака. Така да се надевам дека ќе се случи тоа. Океј, можеме да одиме со еден краток блок на реклами. Нашите генерални спонзори Лав Гури се враќаме за брзо. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7 најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетете го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Се враќаме назад, Тоше Зафиров, Милена Антовска и Бомбакис во Тиреков ми рече повтор пат и по трет пат. Пекарот е. Да, крај него да се види. Тоше заборава те прашам, кога беше рубриката за Инстаграм прашања, Вања те праша зошто си потпишан Тоде. И мене ми е интересно тоа. Зошто си потпишан Тоде на Инстаграм? Правилното име ми е Тоде, а Инстаграмот не дозволува. Не знаев. Ово никој не го знае со тебе. Па многу малку го знаат, тоа е име што е од мојот дедо што го носам, така да многу малку го знаат некои што сме учеле заедно, можеби во средно, во основно. Да, се сеќаваат. Тоше секогаш и така дури јас не се препознам Тоде некој кога ќе ми викне, не се вртам јас сам. Кај сме Тоде? Со нас во емисија Тоде Зафиров. Другар на Тоше Зафиров. Добро, Тоше брат близнак. И ме интересира што на видеото можеме да го покажеме, ако сакаш, ако ми дозволиш ќе го ставиме во монтажа, што беше она со бабите видеото што се собликуваше пред нив. Тоа беше во Лас Вегас снимано, да, во хотел Венеција. Навистина преубав хотел исто кога се наоѓаш во Венеција и нормално е за позирање тоа не бива, јас билдерите да и снимавме само што поминува баба и дедо кинес некој и сака да ми го пресечат патот и оваа жената почна со чадрот да го удара мажот, зашто ми го пресекал патот и беа многу интересни и сладки и навистина видеото е премногу гледано, баш многу. Ме интересира Бамбакес твојот став за оваа тема со нашиот актуелен премиер Талат Џафери, технички премиер, што мислиш за ова видео? Што да ти кажам, циркус не е држава, што ме праша за политика цело Не, ме интересира кој е брат, твојот став. сулудо е да ги коментираме Затоа што овие твојата ликови. емисија сакаш да го тетовираш Талат Џафери. Сакам да го тетовирам. Не, тоа беше само, знаеш, за гледаност, да привлечеш внимание. Барем искрено. Ама да, а немаше шанси да го тетовирам, не ќе се тетовирам, ќерка ми нормално. Апсолутно, така е. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Милена и Тоше, вака сега, додека Бомбакес ке не слуша, додека се мести бубицата, вака Видам сега. што имаш тука Бомбакес, го гледам нешто. Го гледам, пошто уште емисија се трудиме, вложуваме и така натака, сепак принтер во боја уште не купено. Абе, не е проблем. Да, Црно-бел многу и се- принтер. Црно-бело е секогаш во мода. Јас кога барам фотографии од гостите во добро и сега така се погоди. Кога барам фотографии од гостите да дојдат и да прикажеме, посебно им барам црно-бели да ми донесат кога биле мали затоа што ми имаат посебно убавина некако. Ако Да, ме викате така, мене мислам, добро, некад, тоа време Ова е- секогаш. ја не можам да ви Више, дам црно-бело. 2024 Да, година сум сакам да добил. кажам на гостите секако тогаш биле таму Да. 50-60 црно-бели, ова е друг случај. Ајде ќе ти донираме нешто за принтер да земеш. Може, зашто И да не? тука Устари, донацијски моите сега броеви. спонзори- А, не. Моите спонзори ќе ти ги пребацам кај тебе. Може? Тоше. Како не? Ја не зачаме се до Тоше, до Бомба. Тоше кога ќе стане градоначалник, до него ќе седам, одиме понатаму, вака сега во оваа чаша имаме неколку листови од нашиот гостин Бомбакес, тоест напишани од неговите картони, некои мотивацијски интересни мисли што ние ги знаеме како теми, на пример, имаме вака се што ни треба е љубов. Дали се сложите со ова? Дека се што ни треба во животот е љубов. Прашувај ги, Се не, што јас се ни треба е сложам со љубов, се вас. мисли само љубов и ништо друго. Се што Зашто ни што треба е љубов- љубов, зашто немаме љубов, зашто Љубов ни имаме... треба несомнено, секаква љубов, ама некогаш требаат и некои други работи сега. Али љубовта е многу важен сегмент од животот А на се секој. изгубили Точно, денеска да, во ова тоа- денешно време, Да. емпатичноста, љубовта, грижата за другите Па се луѓе. губи малку по малку. За жал не е како порано, постои секаде, се уште некаде, но тоа е до нас луѓето ако ја негуваме. Ако ја негуваме јас љубовта кон, не знам, мојот сопруг, моите родители, пријатели, деца, веројатно ќе ми се возврати така. Ако некој не ти возвраќа, тогаш не е вреден ни ти да му ја даваш таа љубов. Јас порано се трудев без разлика на фидбекот, но сега ја научив таа лекција. Ако некој не ми враќа со прилично иста мера, е зошто јас? И јас имам еден живот, нели? Така е. Така е. Така да малку сум променета во тој сегмент, но мене љубовта се уште ми е водилка. Јас не можам да правам или да работам било што ако немам љубов кон тоа нешто. Да. така е. Тоше? Мислам дека најголемата љубов треба да имаме најпрво спрема оние што ни се дома. Спрема нашата сопруга, партнер, деца, родители, семејство. И тука да градиме таа љубов и да работиме на таа љубов. А и да работиме самите на себе, да се почитуваме, да се сакаме самите себе, за да може да ги сакаме и другите. Само така може и тогаш да ја шириме таа љубов и таа позитивна енергија. Но мислам дека треба да се работи, да можеш и да знаеш да ги сакаш искрено другите, бидејќи колку љубов ќе пружиш, толку и ќе се врате. А како што спомна и Милена, денеска наистина е светот многу зол и многу пати се злоупотребува и таа дадена љубов, таа подадена рака, така треба да бидеш многу предпазлив кому ја даваш таа љубов или колку треба да ја чуваш па на вистински луѓе да ја дадеш таа љубов, но дали спрема своите, дали спрема работа, како што кажа, бидејќи работата кога работи со љубов нема ти биде работа. Тоа ќе ти биде уживање кога ќе видиш како ти сега што го работиш ова, се гледа дека работиш со уживање. И Милена кога гледаме на утринска се гледа дека А да со ги видиш уживање. организацијата на Милена, да ги стигна за сето ова. Поготово мојот случај, добро, сега да не зборам за мене. Памтам ја пред 15-20 години кога се мачеше исто вака со Кога се роди, Почнуваш. кога се раѓаше тогаш. Да, јас почнав 2021 година, ама и знаеш што е интересно, тоа го напишав скоро, ја пред да почнам да студирам, јас почнав со работа. И тоа беше навистина многу интересно. Бомба, вака се ме интересира за тебе. Дали денес постои поголема омраза и завист кај луѓето? Да, да. Па затоа е ова е пишано сега, зашто све од кори се смислам има омраза на секај, затоа викам се што ни треба е љубов. И тоа сакам да го промениме, ја картони ги пишам со намера за да им влезе да им ја смениме перцепцијата на луѓето, да размислуваат подругачи, ама се трудиме. Ќе биде. Ќе биде. Имате ли некој ваков пример каде што сте биле на пример онака разочарани од некои ваши блиски луѓе кои ви направиле зло? Пријатели? Не, има сигурно. Јас сум имал, например, сум бил разочаран, кај ајде да се видиме, се немаме доста долго време видено. И кај ајде се на кафе седнуваме и све најнормално и на крај имаш брат 100 евра да ми позна. Леле. Затоа ти викам дека све е од корист денес и сите картони што ми се пишани со некоја намера. Види, тоа е добро, те сметаат за човек со пари, нели? Ама Чим да, те барат, секат Бомбакес има Да, пари. има кеш, има сега све ќе ни даде, ама не е, мислам, не е тоа, треба човечност да имаш. Прво Така, треба.
Интересно, точно? Тоа разочарување е индивидуално. Доколку очекуваш нешто од некого, тогаш сигурно ќе бидеш разочаран. А ако не очекуваш нешто од никого, нема да се разочараш така лесно. И мислам дека луѓето премногу очекуваат од другите и затоа се разочаруваат. И треба да се работи исто и на тоа, да знаеш со кој, како, со кој што работи, од кој што бараш, кој што ти бара, и да едноставно да сватиш дека животот е таков. Нема што да ние се разочаруваме од све ни е криво во животот. И се изимаме на душа, кога ќе бидеме имуни на тоа сето, кога ќе знаеме Како да на што, станеме? Како? па треба да Чекај, рано знаеме, ти е. да, треба да знаеме За 30 на што години. можеме да се разочараме. Нешто што стварно вреде да се разочараш. А некоја вест ти кажал на вест и гледаш, ти се разочаруваш. Го гледаме Тала Џафери, се разочаруваме. Гледаме некој друг политичар, се разочаруваме. Јас, например, ми е тргнати тие такви вести, не сакам да имам непотребни информации во мојата глава. Не сакам да имам луѓе кои што ме полнат со негативна енергија околу мене, освен со тие што морам да се видам. Кругот на пријатели ми е избран, тие што ме полнат позитивна енергија, што можам нешто да научам, гледам да се дружам со поуспешни луѓе од мене, секогаш, да можам нешто да научам од нив и да гледам на некој начин да ги стигнам нив, а не некој да ме влече и да тонам назад. Така да самите си го правиме Енергетски тоа, вампир, самите нели? си го правиме Ти тоа. имаш една случка, кажуваше кога гостуваше прв пат кај мене дека кога беше ти телохранител на пранечниот премиер на Груевски, му помогна на твој пријател со ќерките во студентскиот дом, но после тоа тој не ти врати услуга. Како беше приказната? Дали ке не потсетиш? Па да, 3 години поред тогаш можев на некој начин им помогнам да се смесат во студентски домови, че се уште беше под ингеренција на студентски домови тогаш и 4-та година веќе министерството го преземе тоа и не можев едноставно да му помогнам и од тогаш прекина секаква комуникација со мене да разговара воопшто. Така да не, навикнат сум на тоа, мислам не ми е ништо ново, не ми изненадува ништо тоа. Еден мој пријател убаво кажуваше очекувај го од човек најлошо да го добиеш најдоброто. Така да не е ништо денес. X милион такви случаи сме имали. Кога бев кај Груевски имав за Нова година по 5000, 10.000 честитки за Нова година. Па потоа паднав на 50. 50 но барем знам дека ми се обични искрени, Да. барем знам дека ми се искрени. Така е, Тие ми така се е. мои пријатели што секогаш биле со мене и ќе бидат со мене. Не ми ни треба тие 4950 лажни. Еве сега да не испадне дека се фалам јас, ама кога ти беше сега роденден пред 2 месеци, така беше. Да. Јас ти честитав роденден, иако еднаш кога си ме видено во животот, ти честитав Да. роденден. Тоа веќе е реткост. Тоа е кај нас. гест, да, тоа е гест Тоа е реткост. и поштовање е тоа. Да. Милена, ти рече дека нема да ни откриеш нека ваква случка или? Не, знаеш што, јас со текот на годините си стекнав некоја способност, ако можам така да ја кажам, да кога ќе ми се случи нешто лошо, да ги заборавам тие работи. Значи, прво се трудев и се правев дека не се сеќавам, сега мозокот како сам да ми ги бриша тие информации, случки, искрено ти кажувам. Значи, еве сега размислувам, не можам да се сетам, само знам дека тие некои луѓе со кои што порано сум дружела, слушала, гледала со причина, повеќе нели, не се во мојот живот, така што си ги имам луѓето кои што добро ми влијаат, јас им влијам добро, си шириме позитивна енергија, што вика Тоше, многу е важно, позитивната енергија, и кога ти е лошо, со позитивна енергија веднаш ти станува подобро. Така да, ама не знам сега некоја страшна случка да имам, не. Веројатно ќе се сеќава. Како што кажат и отишле од меморијата, така се избришале. Кога сме кај овој надпис на Бамбакис, вика вака: се што не треба е љубов. Бамбакис, јас сум возбуден што ќе те го поставам прашањето, што ја и ти сме многу добри другари и те познавам приватно. Мислам дека прв пат ќе збориш оваа тема и се надевам дека ќе бидеш гласен за оваа тема. Ајде, изненади ме суше нешто. Дали Бамбакис верува во љубовта помеѓу хомосексуални врски? Кај ми ги навеќе? Значи, политика? Кај ми ги Јас се дружам со него. Што е следно? Дај за феминизам прашаме и Еве тука за да ме феминизам утепаат ќе те сите. прашам, ама за тоа имаме спремна тема и за феминизма. Тебе сега ме интересира дали веруваш во љубов помеѓу хомосексуални парови? Дали верувам у љубов? Па сигурно се сакаат луѓето. Сигурно се А ти сакаат. дали ги поддржуваш хомосексуалство? Гле, они нека сакаат, нека прават што сакаат, свеѓаш. Мене не ми пречи, само ми пречи пропагандата што толку многу е испукана, изфурана, свеѓаш, и тоа е се детективно, тоа ми пречи многу. А иначе што сакаат нека прават, мене не ми смета тоа А уопште. јас ќе Никој одговорам не на ми ова смета. прашање. Ајде, слободно. На светско ниво геј популацијата негде не е околу 5%. Значи, ако ги поделиме 2,5% машки, 2,5% женски. И проблем е кај нив што многу тешко може да си најдат партнер. А уште поголем проблем е кога имат партнер, кај нив љубомората. Имаш девојка жена?
Имаш жена? Имам А, добра, се зборив нешто. Добро. Се шалам, не ме се љутиш. Што? Кај Точно любомората е многу поголема. И тие врски тешко обстојуваат и што се тие геј врски. Затоа што дали машко, женско со женско, любомората е многу поголема. И овие геј паради што ги прават, тоа све смислено за да може да привлечат што Внимание. поголема, да, бидејќи многу се малку како малцинство се и тешко е да се пронајдат тие меѓу себе. Така да Значи, и они имаат имаш геј парадите, што се случува? Не, геј парадите не ги поддржувам воопшто, бидејќи тоа е нешто што ми наметнува на мене и на моите деца да гледаат што не сакаме да гледаме. Дома може да си прави кој што сака и го оправдувам и тоа е нивен личен избор. Како што имам јас мој личен избор да си имам сопруга, тоа е негов избор, но сум против тоа да се посвојуваат деца од исто полови. Мене не ми е својство, на пример, двајца мажи са бајле да станат, да се бакнуваат пред детето и детето да стане да ги гледа. Тоа дете според мене нема да биде здраво дете. Не може да има некои морални навики, не може да има, не знам какви вредности би имало тоа дете. Според мене тоа не ми е добро. А инаку меѓу себе тие што сакат да си прават, може да си прават и гледам дека таа Европска унија и таа Европа ни го пропагира токму тоа и Тој што запад, да. и што една ден после 15-20 години ова ќе биде реалност, ова нашто што е сега нема да биде реално за многу луѓе. Така да све може да очекуваме во иднина. А не можеме ни да судиме, наше е само да му кажуваме на нашите деца што е добро, И секој ќе си кои го вредности определи се својот добри, пат, а со својот животот, пат така е, секој да. може да се определи. Милена? Па можам да кажам дека генерално се согласувам и со Бомбакис и со Тоше. Немам ништо против, познавам многу луѓе, имам и пријатели кои што ете решиле Сите имаме пријатели кои Таков, што се да. геј, но можам да кажам дека природата си го кажала своето одамна. Знаеме како настануваат луѓето, нели? Така е. Околу посвојувањето. За тоа сакам да се надоврзам. И мене таа идеја не ми се допаѓа. Инаку кој што сака може да си биде. Кому ќе ја дари својата љубов, исто така може сам да си одлучи. Јас не сум никоја да му кажам на некој дали да има дечко, дали да има девојка или така натаму. Ги почитувам, се дружам со дел од нив, така што навистина не можам да кажам дека имам нешто против, но кога нешто се претерува и се нагласува премногу, дали за ова, дали за нешто друго, не е добро. Значи треба малку поопуштено да биде, нели? И секој да си Да се донесе смират одлука да се страстите. смират. Нема потреба толку да се нагласува нешто, да се форсира, е правиот збор. Секој кој што сака нека си прави, но да не се наметнува и да се кажува дека тоа е правилното. Ајде сега тие што сме, нели, што имаме јас сопруг, тие нели, и сега да излеземе ние на улица и само тоа да збориме и да пропагираме. Јас сум сам, немам не. жена и да викам сам сум. нема. Ма разбираш, во принцип и јас форсирање на работите не сакам за ништо, па ни за тоа. Да, Ама те разбирам. нема кој да не плати за да излеземе за тоа. Сакаш да кажеш дека не се платени? Тоа е големо лоби, сигурно многу пари се вртат у тоа. Ја имам другари, пријатели што ми се исто геои, како ти на пример. Еј, за таја. Не, се шалам. И вакво они вика дека не идат на тие паради, свеѓаш. И вика зашо да идам, зашо нема потреба тоа. Јас сум си тој што сум си правам тоа што си правам дома. Свеѓаш. И за тоа мислам дека е исфорсирано многу. Колку сум среќен што викна вакви интелигентни и паметни луѓе да зборуваме за вакви Шо ти кажеш? интересни теми, што да ми кажеш. Успешни луѓе и важи картоната Бомбакис дека за Шо имаме таму други секој теми? успех треба жртва. Дали Да. Милена ти ќе се сложиш со ова? Дефинитивно Реално. ќе се сложам, да. Вистина е тоа. Бомбакис, бидејќи го следам и на Инстаграм профилот, секогаш се сложувам со тоа што ќе го испише на... Видов му лајкуваш. Да, ама стварно, значи се е тоа од нашето секојдневие, се е тоа од реалноста, се е тоа од искуство повеќе или помалку. И навистина е така, Од за да успееш луѓето. во нешто, да, мора нешто да жртвуваш. Значи јас кога сум се вработила како новинар, како водител, јас сум жртвувала во тој период повеќе прочитаме на излегување за разлика од моите другарки. Па, Нели, за да можам да станам рано наутро, да бидам нормална на екран, пред луѓето и навистина да ги слушам Да, што ми зборуваат, а не само да им климам со глава. Така, исто и ти, исто и Тоше уште повеќе Сигурно. верувам. Така што Да, за сите Тоше за ќе успех збориме. мора да се откажат од нешто. Криен профил, Ајде. не успеав денеска да го средам во прашање во вид на хартија. Ева ка се вика, од кога стана скромното девојче од хром чорбаджика, што значи тоа? Чорбаджика знам ја на македонски приказ. ама што Чорбаджиката значи и тоа? чорбаджија, не Криен знам. профил, име е пишан. Да, од хром сум иначе, да. Да, Моите се ама уште што живеат значи во тоа? хром. Колку беше тежок патот
Младо девојче. Не знам ја што сака да знаеме кажа, твој- претпоставам дека е нешто да ме навреди, така ми личи, не знам. Мада чорбаџика, не знам, не... Да, чорбаџик е убав поенче. Позема од македонски народни Па приказни. не, од скриен профил најчесто се навреди, искрено. А чорбаџика мене ме потсетува на жената на чорбаџијата од македонски приказни. Шенка Колозов. Нели на Шенка Колозов. Се појаваш на телевизија Така, да. многу млада и затоа сакам да зборам за оваа тема за успехот, се појаваш на телевизија. Дали си имаш соочено, а знам дека си имаш и со хейт, нели? И, Да. и на времето малце кога бе по-конзервативно општество и на пример кога се разголеше зошто се разголува, тежок ли беше нели патот за може зошто се смееш? Зона се смееш? Пред неколку дена, пак вирално се прошири едно видео од пред 10 години. Ми го пратија повеќе. Може ли да го гледаме сега? Може, како не Ајде. може. Јас во сукничка, нагоре бе бака со кошелче по долги ракави, ама надале и ми се еден гледач ми вика: Милена, нели ти е ладно? Ама јас првиот пат стварно не го слушнав, затоа што во студио не секогаш викам како, нели ти е ладно? И јас мртво збол му реков: во студио е топло. Ало, добро утро. Добро утро, Милена. Добро утро. Не ти е ладно со сукња идеш, не ти е ладно ли? Како? Не ти е ладно со сукња идеш ли? Зима сега ли? Во студио ни е многу топло. Па извини, чао. Така да, ама тоа не е ништо. Значи и многу видеа, коментари на слики и така натаму. Истрајноста се исплатеше, значи. Да, се исплатеше. Јас сум тип на девојка, тогаш сега жена, што иако сега ете подолг фустан, сакам да си носам кратка сукња, кратко фустанче, си се допаѓам како ми стои. Не знам, убаво се Зашто како чувствувам. убава, млада, згодна, дефинитивно треба да Така биде како што. да, ако на некој му смета, нека смени канал или нека не ме следи на Инстаграм, не знам што да кажам. Друго. Ако сака да гледа некој Изборот е програм, неготин. нека смени канал. Тоше од мало место, од Неготина, доаѓаш до Мистер Олимпија. Како постигна со оглед на тоа дека млад се ожени, доби 2 деца на млади години, мајка, татко во тоа време. Како постигна се сам? Па мислам дека таа моќ на подсвеста што имам многу пати зборувано, влијаела многу на мене. Како мал го посакував тоа, многу го посакував. И кога одевме со сестра ми се сеќавам, одевме тогаш на нива, имавме ниви и се уште имаме лозија таму, само нема кој да ги работи. И кога ќе ме прашаш што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, да бидам обезбедуван на некој познат и да бидам познат бодибилдер. Тоа ми Стварно? беше нешто, да, зборам на некои 10-11 години, што сум го кажувал. И тоа мислам дека ме водеше цел живот мој. И секогаш бев упорен и истраен во тоа што почнав, сакав најпрво да дојдам овде во Скопје, да почнам со работа во Скопје. Имав цел полека, почнав со бодибилдинг, во војната полиција бев во специјалните единици, почнав околу такмичење, посериозно да занимавам. 2003 веќе постанав апсолутен шампион на Македонија во бодибилдинг, паралелно работев во војна полиција, почнав ми со тогаш Груевски се уште беше опозиција и со него обезбедување. И така, како што кажа Милена, поминав некои 10-15 години кај што ги жртвував од мојот живот за да можеме денес да бидеме полабави, да бидеме поуспешни во нашиот живот и да можеме колку толку на нашите деца да овозможиме еден нормален развој, а и самите на себе да се можеме да се овозможиме еден покомотен живот. И како што спомнавме, мора да има жртва, се жртвував многу, но имав визија и конкретен план. Тоа што го сакав. И знаев дека една ден и посакував да бидам на Мистер Олимпија во Америка, посакував една ден да го освојам тој медал од Мистер Олимпија, тоа парче железо што за некој не вреди ништо, за мене вредат повеќе од 23 години, исто така и за Бомбаки, што посебно сме горди на овие пекари. Да. 120 денеси купи фајбе молам сега. Така да и сега кога ќе поминам во нашата дневна соба се сите оние пекари што ги имам освоено од 97 година, па со од последните наши преварувања. И тоа ми е нешто што ми е хране душата, бидејќи знам дека со многу труд, многу пот, многу време, од многу работи да се откажеш да го постигнеш сето тоа, а посебно сум горд што јас, Габриела, Ангела, заедно сме на тој ѕид, заедно сме таму и тоа ми е посебна гордост, навистина и чувството е преубаво. Пред некој ден баш работам на степер во теретаната, пред мене Габриела си работи со нејзина пријателка персонален тренинг, десно од нејзе Ангела персонален тренинг. И она почна? Да, работи и викам има ли поголемо богатство од тоа да си видиш во теретана, твојата жена, твоето дете да биат овде со тебе да го работиш тоа што најмногу го сакаш. Нешто што со никакви пари не се купува. Не, тогаш си богат. Со многу пари не си богат. Со тоа пред тебе што си богат. Аплауз за ова. Ја мислам дека Ова ќе биде рил. не, ја мислам Ова дека да. ова ќе му го дадеме за да ја попуни витрината кај него. Ќе биде чест, ќе биде чест. Ќе
биде чест. Благодарам многу, Браво. ова Зашто големо, се смеете? ова големо дело што го направи за мене. 129 Конечно, денari. мечта е по овој пекар да го оставам на ден. Јас сум ептен хуман, така На да. 9 години го кажа, викам че дојде ред Бомбакис да ми даде Добре, пекар. Ете, гледам, мило ми е да ти кажам. Кога сме ке подароци, сега одиме со нешто интересно, вика вака. Да не беше 8 март, ки си ги заборавевте жените, тоа го има кажа на Бомбакис. Како мажи. Вау! Бомбаки, Бака ова сега. како ми промакнал. Ова сега за Сега скоро беше. Тоше и Бомбакис, прашање за двајцата. Што им подарувате на вообичајна на вашите сопруги за 8 март? Ја да почнам прв или ти? Ти си Ајде. помлад. За 8 март ништо. Ништо. Како бе? Па зашо за 8 март само цело време за 8 март? Што е поента 8 март? Па така сте права, Ама имаш сите 300, поклонуваат за 8 март. 365 дена у годината. Цвеќарите работат 365 дена у годината, оваа година 366. Така да секој ден можеш да им поклонуваш внимание, некое мало ружа, небитно, нешто да купиш. И само вниманието дома да седнеш со неја да направиш мовет, тоа и треба, што сега доаѓа 8 март и ние сите ајде ќе идеме у цвеќарија да ги купиме. Не ја разбирам поентата. Значи треба жената секој ден да се Цело почитува. време, да, текот Еве на целата Милена е година. жена, тоа што ќе ми извиниш, Милена е жена, Милена? Се согласувам со Бомбакес, иако јас имав едно стори ставено баш Да. на 8. Бидејќи тука секогаш се поделени размислувањата. Нели, зошто закажувате кафани, зошто купувате цвеќиња, од друга страна па другите се радуваат и јас во тоа стори се обратив и кажав дека кој што сака може да прави. Ако жената денеска се чувствува со другарките да си отиде во кафана, нека оди. Ако и се седи дома, нека оди. Ако сопругот, пријателот и купи цвеќе, нека се заблагодари. Ако не и купи, нека не се лути. Значи, не знам зошто мора да се заземе некоја страна. Нели? Дали кој што денот е сака. за кафани и цвеќиња или денот е да ги славиме Луксембург и Клара Цветкин. Мислам, го знаеме ние значењето на самиот ден. Не е тоа ништо ново. Ама па и ако добијам цвеќе, па што нема да го вратам, ќе си оставам во една вазна. Тоа е тоа. Тоша, што е подари на Габриела? Јас многу сакам да подарам. Многу сакам бидејќи знам колку ја прави среќна тоа внимание. Кошулата Кога? ми се свиѓа твоја. На крај ќе ти ја дам. Два пати велики два пати кажа. И многу сакам да изненадам, посебно кога е на работа, кога најмалку очекува, кога не е никаков празник, не е ништо. И знам убав букет со руже да и направам, да ставам 13 меченца, бидејќи 13 ми е среќен број на мене, Да? или 13 Браво, срценца Тоше. некој. И секогаш и доле со такси и го праќам, да не знае дека сум јас, дека одам, да. И секогаш кога и да го земе солзи и течат нагоре кога оди, че ми се јаве цела среќна и исполнета. Последниот пат и земав од Веро една мечен, не мечка поголема и од мене, и цела беше онака. Што е тоа? Да, баш среќна, онака бидејќи заслужува, жената заслужува. Посебно кога навистина ти обрнува толку внимание, кога е со тебе, во најдобро, во најлошо, кога се можеш да споделиш со нејзе, кога ти чува едни деца дома, кога заедно растите, заедно со децата, заедно растите вие, кога бракот од ништо па го низ години и години поминува се појак, посилен да биде, и мислам дека тие работи ја зацврстуваат љубовта и сите луѓе треба, и сите машки, често ставам брил се бидејќи машките многу малку зборуваат на тие теми. Ние сме егото, ние пред нас, после сме ние, секогаш. Господин, тоа за прашање е слободно. Треба секогаш да им подаруваме нашите жени, да се ги чуваме, да се ги негуваме. Јас многу пати имам кажано, јас и Габриела после 24 години во брак спиеме уште фатени за рака. Стварно? Да. Браво. Да, и таа енергија што ја чувствуваш покрај себе не може со ништо да ја замениш. Ти кога држиш партнерот покрај тебе за рака, ти знаеш дека тој е до тебе и таа енергија ја чувствуваш ти. Осеќа и она се осеќа сигурно и јас се осеќам сигурно. Така да секој му препорачувам да работи и помалку разводи ќе има. Денес ова безобразно што се случува. Повелите после мене. Многу разводи се случуваат и најмалку нешто да се случи, си одат еден со друг, едниот откажува, се треба за љубовта да се боре, за бракот да се боре. Бракот е институција која што треба да градиме како од една најмалечка фирма да изградиме да биде најголема фирма. Но треба секојдневно да работиме на тоа. Апсолутно Така си да. оправа. Ова како мајка ми и татко ми кога зборуваат исто, значи колку ме потсетуваш Тоше, браво, значи многу Ама големо. Тоше кажа дека кај него во фирма и во теретаната он не дозволува луѓето да бидат онака, си ги ми извините на израз, прости и поплитки. Он бара со факултет мора да се образовани така Не, ли е? тоа е за мојот тим од инструктори што ги имаме, сакам луѓето да стварно навистина да имат образование, да имат најмалку факултет завршено, бидејќи да имат интеракција како што треба со луѓето, бидејќи знам дека тој факултетот може не е пресудно нешто, посебно не ако работи како фитнес тренер,
Но добро е да има факултет, добро да има сертификат за Да. фитнес тренер, добро да има најмалку 5 годишно искуство. Кога работиш со луѓе, со жива материја, треба да знаеш најпрво на себе да пробаш, па потоа да можеш на некој друг да примениш, бидејќи сретнувам луѓе кои што ми дават многу тешки диети, кои што си го нарушуваат здравјето со тие диети. И навистина е грев да уништиш нечiji живот или нечие здравје, да пореметиш нечии хормони. Така да мора да внимаваме и затоа мала е бројката околу мене сега што се, 6 луѓе сме, но знам дека сите тие квалитетни и можеме да се потребно во секој момент. На теретаната сакам да ме е пристојна, не сакам никој на никој да дофрлува, сакам да си носе пешки, сакам да си носе чисти патки, сакам и маж кога ќе си ја пушта жената во теретаната да знае дека му е на сигурно место. И дете кога ќе си пушта да знае дека му е на сигурно место. Така да овие 17 години кога што не теретаната, тоа ми е нешто прво што сакам да ми е во теретаната. 17 година вистина голема бројка и браво за успехот. Ја зашта сам темата за разводот, сега еве вас двајца ќе ве прашам, стана популарни разводите, нели знаеш бомбаки за мала кавга, човекот ќе се разведе просто Абе, нема ќе го трпение, наруши луѓе, бракот. нема Зошто е тоа ништо. така? Ти имаш една неубава случка во твојот живот. Имав. Па сите сме имале нешто во нашиот живот, не? Али Ја да, не сум бил така е разведен зашто никогаш. нема трпение, зашто ќе земе кај мајка и ќе мислам ќе се врати ако Ќе ве нешто се штеркат? скарате. мајка. Ако ве се штиркат, скарате, свеш и одма си бегаат, као не може да чекаме за стемаца, ти си дошла тука направи нешто. Направи мовет, све се решава со мовет. Дај кажи како да идеме напред, а многу е лесно ти да си се вратиш одма кај мајка ти да си избереш. Нема трпение сега новија генерација, ама среќа јас си најдов жена како што треба и она да не е, нема да бидам ова што сум денес, да ти кажам. Браво, Што у тоа е задно ред. време доста поддршка ми даа жената. Дали Гордан ти помага? Зашто? Вака во твојата кариера како помош на дома. утрински иначе. Не, затоа што често знаат да ми постават прашање дали ти помага околу децата и мене тоа ми е многу Не, тоа е- смешно, тоа е да, многу затоа нормално дека што ти помага. негови се, нели? Да. Не ми помага, туку се грижи за своите деца Така е, затоа што така си е. е татко. Јас за некои работи сум многу модерна жена, за некои сум старомодна, со некои сваќања како што имале моите и така натаму. Значи, пробувам да ги балансирам тие работи. Значи, во однос на кариерата сум си модерен човек, во однос на воспитувањето на децата и односот со сопругот, повеќе влечам на кај старомодниот тип, затоа што сметам дека само така може да се задржи успешен брак. Убаво кажа, во последно време е модерно, ако можам така да кажам, каже Бомбакис, при прва кавга се пакува и оди кај мајката или не знам, тој кај мајката, зависи каде живеат и така натаму, не знам. Се решава со разговор, пречки ќе има секогаш, не може да се реши само кога љубовта ќе згасне. Додека постои љубов, може да се најде решение. Децата се исто така голема причина за да се задржи бракот, да се успее, затоа што потребно е да се има една здрава врска, здрава средина во која што ќе растат децата, затоа што најчесто проблеми кај децата се случуваат во нездраво токсично семејство. Тоа кој сака нека каже, тоа сум го слушала јас и од компетентни лица, значи психолози, психотерапевти и така натаму, не дека јас топла вода измислувам. Така што треба малку повеќе трпение, малку повеќе разбирање и не толку залетување со модерниот начин на живот и социјалните мрежи. Да се направи граница, што е за работа, што е за дома. Јас користам социјални мрежи, знаеш, ама многу повеќе поврзано со работата. Имам некои приватни моменти со децата и така натаму, например, сопругот ми не сака да го сликам и да го снимам. Не сака, не ужива во тоа, јас тоа ми е окей. Не сака, зошто? Да, Не го Нели? Да. За децата е окей и за децата сум го прашала дали е во ред, бидејќи тоа е родител, не ми прави до сега никаков проблем. Така што помага за се, за да ни функционира како што треба, за домот, за куќата, за работата моја, за работата негова, за децата се грижиме заедно, имаме помош од моите родители, од неговата мајка. Ова вака се звучи идеално, не е ништо идеално во светот, но можам да кажам дека А не ни треба да биде идеално. функционираме Се држиме. сосема во ред за ова денешно време. Најнормално јас би рекол. Е така. Тоше, ми интересира твојот став, ова ќе биде многу интересно, пазете го сега. За рамноправноста на жената во денешницата. Кој е твојот став? Нели ти Тука имаш сум став со дека модерен. мажот мора да биде Модерен маж, став. алфа маж, но што ако и жената во тој брак е алфа жена? Дали постои алфа жена? Па да, само ќе бидеш поуспешен во тоа што го работиш. Бидејќи навистина ќе имаш сериозна и голема поддршка од жената. Јас сакам силни жени, но и мажот да биде силен. А што ако мажот, например, просто не е роден да биде силен? Нема да Онака успее се таа врска. Паѓа во депресии, не може да работи некоја Нема работа да што успее ќе таа против- врска. Нема да успее таа врска, нема да успее ни тој брак.
Вичи сепак машките уште кога памтиме за себе, си го носиме тој ген на доминантност во нас. И кога веќе жената е доминантна во секој аспект, како што кажуваш ти, ајде во некој да, ама веќе да доминира, да биде таа алфа жена и алфа маж во една куќа, мислам дека нема да успее. Сепак јас сум за тоа, бидејќи ти не можеш да шеташ по улица со жената, да ја држиш за рака и некој да ти ја задева жената и жената тебе да те брани од тие насилници. Дали треба жената да тоа? А треба мажот. Дали треба жената да биде одговорна дека треба во тоа семејство да има, мора да има обезбедено храна, да се платат сметки, да може деца да се школуваат. Сепак е тоа некоја обврска на мажот. Пак е заедничко и заедничко работим. Ја пак ќе кажам, убаво е да се има силна жена покрај себе. А уште поубаво кога го работиш тоа заедно со својата партнерка жена што и да е. Јас со Габриела, например, кога почна таа да доаѓа на преварување, да се направува со мене, станав уште поуспешен во тоа што го работам. И со нејзе го освоих тој медал на Мистер Олимпија. Заедно ја споделуваме секоја мака, заедно тренираме, заедно вежбаме, заедно патуваме од теретана до дома, заедно одиме на преварувања. Нонстоп сме заедно и еден на друг сме си подршка. Порано сум го работел тоа сам, сега го работиме заедно. Дали е точно дека близината повеќе ги зближува паровите или па е само мит? Не, ја мислам дека треба да бидат и да најдат начини колку што може да бидат поблиски. Не само за парови, туку и за, како што кажа Милена, и за целото семејство. Ние на секој надпреварување кај што одевме, што содржуваше надвор од Македонија, Италија, Словенија, Шпанија, без разлика и даде, јас одев со моето семејство, бидејќи тие патувања не поврзуваа нас. И со моите деца имав доволно време и да разговараме, се дружиме, да видат што е убаво, да видат што е лошо. Пред некој ден баш ова што го спомна сега Милена за како растат децата, Ангела влегува кај нас во канцеларија, баш ние се спремаме за тренинг и јас ја бакнувам Габриела, она отвора врата, амам бе вие, ама се гледа она сладка насмевка, она горда насмевка. И тоа дете е среќно исполнет бе, и гледа нивните родители дека се сакат, а да не начекала во канцеларија како се караме, веднаш таа негативна енергија на нејзе се одразила и тоа сето се пренесува, така да треба да се она што Добро е што се завршиле на бакнеш, што не сте отишле ни понатаму. тоа е јавен простор. Одлично, кога сме кај ова, сега ќе изиграме на, ја би рекол, игра, ви се вика вака, што ви попрва, да бидете со некој што ви покажува помалку внимание или да бидете сами? Што ви попрва, што ви направиле попрва? Некој што ти обрнува повеќе внимание или па... Што не те обрнува или што обрнува? И што ти обрнува или што не ти обрнува? Не, се извинувам. Што ви попрва? Да бидете со некој кој ви покажува помалку внимание или па да бидете сами? Јас би бирал да видам сам. Сам исто. Дефинитивно. И јас. Зошто? Биće некој Сам, досадно е сам. Не. Јас сум човек што сака внимание, значи си признавам. Јарец. Јарец, да, си сакам внимание, или дај ми го цело внимание, или не ми Или требај. остави ме на мира. Да, така да. Бомба? Исто, сам би одбрал да бидам. Што ќе ми дадеш сега трошки, ќе ми фрлаш, па ќе се заебаваме тука. Дај ми Или цели. джајле вода. Тој сам. Не, исто. Подобро би бил сам него отколку на сила нешто наметнато да биде, така да дефинитивно. Те разбирам, јас би одрал помалку внимание. Од искуство кажам. Што е попрва, да бидете екстремно многу богати, а не среќни, или па сиромашни, а среќни? Кога кажам екстремно многу богати, мислам на јахти, авиони, приватни ваши, вакви златни пехари. Не знам, сиромашни и среќни да ти кажам, пошто мразам пари од задња време многу. Мразиш пари? Да, мразам. Дај ми ги на Мораме да живееме од тоа и еби га. Али мразам, пошто многу ги покваруваат луѓе од пари, така да. Добро, не Сиромашни можеш и да среќни, обстоиш денеска без пари, да видиме реални. Па не можеш, да, ама сега сиромашни не мислам не да идеш нели по улица, не е тоа. Да, да питаш, да. Нормално да бидеш нормален, така, сиромашен, за тоа зборам. Нормално сиромашен, не знам Па не дали. знам како е тоа нормално сиромашен, ама онака сиромашен Да, бе, наистина да не да, можеш струја да платиш Ама на викари. битно ќе они бидам основни трошоци. среќен, да, битно ќе бидам среќен. Значи среќата Тоа, е таа. да, среќата би ја одбрал. Увек ќе одбирам Јас среќата. стварно не знам. Милена многу ме интересува. Значи не сум била никогаш ниту екстремно богата, ниту екстремно сиромашна, не можам да кажам, значи ова се што ќе кажам ќе биде предпоставка, што не мора да значи дека ако го чувствувам ќе биде навистина така. Мене ми е многу важно да сум среќна. Ако тоа значи да сум сиромашна, веројатно тоа би избрала. Ако значи
дека ако среќна ќе ме направи богатството, тогаш би избрала тоа. Затоа не знам дали можам да ти дадам конкретен одговор. Среќата ми е многу важна, искрено ти кажам. Да, Значи, да, што тоа сака нека се случува, мене ми влијае. Јас кога не сум среќна, кога сум била тажна, од различни причини, мене ми влијаело на се. Значи, мене на лик ми се познавало на телевизија. Мене очите ми издавале. Еве, ќе ми се случило нешто и сега нормално во тие некои години не кажуваш се на мајка ти или на татко ти. И ќе ми се јави мајка ми, што ти е тебе денеска, нешто ти се случило. Јас пример некој, тој што ми бил дечко, пример не ми пишал порака претходниот ден, нели? И мене ми влија. Јас не знам да одглумам, да лажам, така што само сакам да одберам да бидам среќна. Што сака нека биде другото. Точно среќен или несреќен? Не, јас би одбрал дефинитивно да бидам среќен на сиромашен, бидејќи сум бил среќен и делумно сиромашен, да кажам на некој начин. Моите било на некој пристојно семејство и сепак сум стекнал нешто во животот, а познавам многу пријатели кои што се екстремно богати, но се многу посиромашни од најголемите сиромаси. А тоа значи имат коли, имат јахти, имат све што кажа, немат време ни за себе ни за ништо, преокупирани со својот бизнис. Знам луѓе што немат отидено на одмор, повеќето од нив знам луѓе што се разведени, кои што не може да си ги видат ни своите деца, кои што на 5-6 години си одат дома и се сами, и тоа му е џабе и милиони џабе и све што има, така да среќата пред се, а се граде сето тоа друго. Извини, само секунда, јас не можам да излезам од тој филм на водителка, точно дека збора јас вакам брам. Да. Извини, да. Нема гајде зашто извини, топ. Бомба со оглед на тоа дека и ти си водител, тоа го правиш на вистина професионално и добро. Сега тебе ќе ти го поставам ова прашање. Бомба, што би ти попрва, да работиш работа што не ја сакаш или ама да знаеш дека за 5 години ти идеш во пензија ќе бидеш богат, или да работиш работа што ја сакаш, ама цел живот ќе се мучиш? Па е работа што ја сакам и цел живот ќе се мучам, така тоа би За одбрал. како не тешка работа. Па тешко е да се најдат, тоа би го одбрал дефинитивно. Да работам нешто што го сакам и да се мучам. Па нешто некад може ќе се поклопат тие коцките или тие 5 минути ќе дојдат. Елена ти каже некој за 5 години одиш во пензија, што ви одбрал? Не бе, каква пензија ќе пукнам од доста, дефинитивно да си ја работам работата што сакам, мене тоа ме одржува во живот, искрено. Тоа одење во пензија не сакам да слушнам. Кога ќе имаат моите деца, па да чувам внуци, тогаш да. Сега никаква пензија, така што да си ја работам работата што сакам. Тоше, секој ден добиваш признанија или па еднаш кај 10 години добиваш некој пехар. Што ви одбрал? Признанија во вид на хартија. Например, пофалница, Тоше Зафиров. Диплома, да. Благодарница или па еднаш кај 10 години добиваш еден Еве пехар, си вако доби. златен. Да. Пехар, За пехара доколку ми е заработен од мене, доколку сум се потрудил за тоа. Па добри пофалници, веќе се потрудил за нив, ме разбираш? Пехар. Кој е пехарче? Светна на полица. Неко ми е златно, да. Да, добро. Одме понатаму. Милена, што ви попрва, достанеш цел живот водител на утринската емисија на Канал 5 или да добиеш сопствено шоу кој ќе се емитува на ТВ Сител? Са Канал 5 Значи, ми е ти да не го љубов. финансираш ова на Сител, нема они ти го врска. продуцираат. Значи, Канал 5 ми е Тоа љубов. прво работно место. Прво работно место, сум имала и други некои проекти, но во Канал 5. Не знам, веќе сум и емотивно врзана за таа телевизија, бидејќи Како сум вторник. емотивен човек, нели? Без разлика дали е во другата опција Сител или било која друга телевизија, ги почитувам сите, имам пријатели, колеги од сите тие телевизии. Сега за сега не, мислам дека не би сменила, сум имала опции да менувам и други телевизии, не сум отишла затоа што сум сакала да останам таму каде што сум и јас реално кај повеќето луѓе сум препознатлива како Милена од утринската, нели на Канал 5 и си ја сакам работата, пак ќе кажам, имав и други проекти измеѓу, па бев и на 2 породилни и така натаму, значи тоа го смени малце текот на животот, но Канал 5. Браво. Поздрав е сите од Канал 5 што гледаат. Океј, интересот говори, во секој случај аплауз. Пред да одиме со наредна тема, ќе одиме со Лав Гуру и нивната одлична реклама, која гледав јас во таа реклама. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот
со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7-та најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетете го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Продолжуваме понатаму со нас е Тоде Зафиров, Милена Антовска и Кристијан Станковски. Знаете ли кој е Кристијан? И јабе Станковски, сега ми тикна, јас сум Милена Антовска Станковска, да не сте роднини или нешто со... Роднини, да, трети братечени, Така? мислам дека. Не, може нешто да биде. Чекај, имаш потекло од Куманово нешто? Од Крила Паланка. Затоа што натаму е свекорот пак тој дел. мој, да, таткото на Гордан, потекло од Куманово и затоа прашувам. Може ќе. Види, не ми тикна тоа што на почеток. Да, исто Да презиме. не ти души пари нешто? Не, не. Да. Од нивата има земено база, 300 квадрата. Немој во денешно време сега ќе се на судови ќе се станат ќе се спотепат, нема денес сме така. Одиме со нова интересна тема, вика вака. Бомбаки со веб тема на Бомбаки, вика вака. Пред да вреѓате, погледнете се во огледало. Дали ќе браво. се согласите И ти се погоди со бомбаки, Па да, стемичките си си- имало Да, тоа. и цела Так, емисија си направи. Замисли, ја можам ваква емисија да направам, си ги барам картоните да ги прашам. Не ти е лоша Ова- идеја, не ти е Да, лоша да, идеја. да. Не, да, шала на страна, он е еден од ретките луѓе кои што ми пиша, ние не се познававме, ми пиша порака, реферати, ми праќа телевизор како ме гледа сеј дома, ти пиша. сеј ми пиша дека ме поддржува, ме сака, и јас го сакам, и јас го поддржувам, и после Ај кушнете се. Многу љубов ова. Многу љубов. И е многу добар човек, е многу добар човек и е многу интелигентен и затоа Па, едва и чекам и Фала, повторно да ме фала. гостува за да имам теми за муавет. ќе останам бе, ќе останам. Со Дунавка? Снимаме уште 3-4 емисии, ќе си. Нема проблем, нема проблем. Ама, Ајде, со оглед на тоа дека ова е твоја тема, ова е тоа моја ставам- да нека. А, Милена, сакаш Да, тоа? па ја ќе ти кажам еднакво. Милена, ајде, дали некој што има некој навредено? Да. Има навредено какви пораки, па да не ја отварам ти адрес и на Инстаграм и на Фейсбук. Што најчесто ти вреди? Најчесто сексуални мисли, Желби? желби кон мене. Сум доста, тоа не е навреда. Не знам кој како ќе си го свати, но за Зависи мене е од недолично, типот, да. Имало и такви, имало и навреди за физички изглед и така натаму, не можеш на секој да му се допаднеш, на некој си му симпатичен, на некој не. Тоа е нормално, така сум си го сватила. Ги игнорирам искрено, јас не давам многу значење, знаеш и ти кога сме разговарале на таа тема, сум знаела да ти дадам совет како повозрасна, поискусна во оваа професија, дека што повеќе им даваш значење и им возвраќаш, им Го го полниш храниш, да, егото и тие уште толку ќе пишуваат. Игнор е спасност. Апсолутно си Блок, оправа. блок. И блок, ма не, блок не, нека гледаат. Нека Нека гледа. гледаат игнор. А, да ги иритира така. Добро. Ме интересира е прашање на сите, тоа што може ми тебе да те прашаме, дали во животот се судувал некој без да го запознаеш тој човек? Па не. Сметам дека затоа што на моја кожа тоа го имам искусено. Да. Вече па нормално луѓето кога ќе видат челав, избричен, тетовира, нормално што Се може да најлошо, така. не може да каже доктор на наука и дека сум. Зашто? Тој е стереотип, тој е надрасета. Да, ама тоа било од секогаш. Тепач си лежи, а тоа од секогаш било. И кога ќе те запознае човек, имав мислење за тебе такво, сосема си бил ти друг. Да, еве јас завршувам факултет по психологија на 46 години. Јас работам континуирано на себе, сум изградил семејство, фамилија. Ова што го имаме на нас е нешто физички изглед што се гледа. Што сме го работеле со години и со А години. тоа е А стил, тоа внатре нема што го што има имаме, да, врска, тоа така е, внатре што така го е. имаме, тоа се стварали с годините. Бомба? Си судувал некој без да го запознаеш тој човек? Да, на времето, да, пред да бидам бомбакис, да, дефинитивно. Кој беше Кристијан? Кога бев Кристијан, се уште сум Кристијан, ама после укапирав дека уствари зашо мислам кој сум ја да ги судам луѓето. Така да прво запознај го човекот, па после А тебе ли некој ти имал судувано, Па, например, цело што време. прави овој, копира Цело други време, луѓе да. со картоните, ова не е негова идеја, ти 100 пати во емисија имаш кажано дека Не само тоа, и други навреди се, ама после ми си има и десам еднаш у, не знам кај бевме у кафич, нешто излезени. Еј, ти си оној со картоните, неќам да те гледам, многу си катастрофа, нешто. Јас седам вака и викам, добро е, нема кај да викам, нема гледај ти, ништо не прави со мене. И застана човекот два реда мога, вика, бе, ти уствари си бил многу добар човек. Викам, па брат, ја викам, не знам, друго Инстаграм, друго е ова, не знам. И така до ден денес сме си пријатели со тој човек. стварно? Да. Браво.
А ми интересира зошто во Македонија владее оној тренд секогаш да се навредуваат луѓе без да се запознаат. Нивните вистински Немаат лица. попаметна работа тие што го прават тоа искрено, не знам, според мене. Не, не се успешни толку Да, многу, не се исполнети и го чувствуваат гневот у себе и сега и зашто сега ши така. Како Кај мене искорени? на Facebook, на Instagram може да ме коментира само оној кој што го следам јас. А тие што ги следам се малку, тие може да кажам дека ги познавам поголем дел, така да се тргнав од тие негативни коментари, веќе не сакам да се Паметно. полнам со таа негативна енергија. Немам потреба да читам. Метрополис, број 1 радиомрежа. А сметам дека тоа го прават луѓе кои што се помалку или воопшто неуспешни во животот. Ја не сум сретнал успешен човек да ти пише коментар лош. Кај мене нешто кога ќе постигнам некој успех на такмичење било каде, луѓе како Горан Пандев или да не ги набројувам сега успешни што се во секој аспект, во спорт, во култура, во било каде, тие луѓе ти чистуваат од срце. Веднаш ќе не поканат Милена и како неизе оние што го знаат да го вреднува тоа во емисија да го испочитува тоа што си го направил. Тие луѓе да, И Давид. 2 пати. Така. Нареден пат поголем пекар. Има за 150 динара. Дешава на секој случај, мислам, значението е многу важно и гестот. Милена, како да го искористиме тој тренд на навредување на луѓе? Како да го сплотиме нашиот народ? Како да го искорениме да не се Да нема навредуваат? навредување, да го сплотиме Нема нашиот што народ, да се сакаш. Па, знаеш како, треба и ние јавните личности да говориме, тоа е добро што говориме, нели? И двајца да не слушнат, сме успеале. Од дома исто така. Значи, родителите кога ги воспитуваат децата да ги учат на убави вредности, правилни вредности, не залудно старите кажале, не кради, не лажи, нели други некои совети, тоа трае и важи и за денешно време. Јас на пример моите деца, добро Јоана е уште мала, но Лана ја учам на некои тие вредности како што јас сум била научена. Зошто да навредува некој? Значи зошто нема потреба. Ти терај си го своето. Прави си, дали ќе бидеш, не знам, утре спортистка, музичарка или било што друго. Терај си го животот. Остави ги другите. Нели ако можеш некому помогни, не му одмага. Да. Значи, не знам, со тоа што ќе зборуваме на тие теми, мислам дека можеме некако да помогнеме. Ако молчиме и ако си продолжиме со тој некој стар стереотип, ќе го кажам тој збор. Интересно прашање, вака сега. Кога кажа Милена, ако молчиме, на нашата естрада на вистина има многу јавни личности кои што се на вистина многу популарни кај нас и нивниот глас би може да биде многу чуен во Макис. Зошто тие јавни личности ќутат на неправди кои што се случуваат во нашето општество? Милена знаела да биде гласна, Тоше, јас, ти. Зошто има јавни личности кои што онака си го гледаат својот настап, дали се пејачи или водители, не е битно, и толку. Не се замараат со политички, општествени и социјални теми. Тоа ќе треба нив да ги прашаш ост. Ја не знам за тоа, јас изборам све што сакам. Немаш да страх. кажам, Знаеш не. зашто? Затоа што се плашат. Не, па они се плачат, да, ама не знам зашо и од кого се Дали плачат. нашиве јавни личности се дволични? Според тебе, твој став. Не знам, не сите вајда. Има сигурно, ама не сите. Има исклучоци многу, Имаш многу. скарано со некој? Не, до сега со никој не. Све е окей, све е како што треба, ама сигурно има. Не сум запознал до сега некако. Да, па сега јас направив едно истражување на јавни личности во Македонија, кои се најмногу навредувани. Дали сте спремни да ги чуете? Ајде. Ајде, Да ви олестам, вие тројца не се наоѓате на оваа листа. добро. На првото место, меѓу најнавредуваните јавни личности се наоѓа Дунавка Трифуновска. Добро. На второто место се наоѓа Зоки Фаци. На третото место се наоѓам јас, Давид Давидовски, на четвртото место се наоѓа Јанко Илковски. А мам бе? Да. Ти си на трето место. Да, според оние коментари што се на Facebook, кога гостувам по емисии или на портали. Според тоа што истражував од еден наш портал што ми дозволија, ние сме четворицава најнавредувани јавни Па личности. направите ви една емисија заедно. Може да направиме, да. А ме интересира Викни ги зошто тројцата како гости кај да тебе. се навредуваат вака луѓето кои што ево ставиле некој мал или голем трак за себе. Зашто не те знаат лично, кој ќе те запознаат после друго мислење. ќе Добро, има. не можеме да Не само тебе, општо другите. Да. Сега може и Може би некој затоа што- живо не е И така што делите треба. од другите, затоа сте тоа поуникатни. сакам да Сега кажам. ти со твојот сталинг, твојот однесување, твојот однос на 21 година што го имаш, например, ти сосема делиш од твоја генерација, Да. не само генерацијски, со многу други генерации,
Исто и Зоки Фаци, например. Тој со тоа што го работи, но сепак и Прегеска Дунавка зборивме, исто. човекот е сепак за респект, го работи ова години и години. Дунавка не сакам да коментирам, а Јанко и според мене тој на некој начин, и не на некој начин, тој си успешен, работи повеќе од 20 години сигурно Да. како војдел. Мисијата Јади Бурек не знам од кога е. Многу, така да тој си успешен во тоа што го работи и нормално за секој успешен, добар, нормално ова да се зборе, а вие тие Зоки Фаци малку делите од овие, од сите, така да Тоше може би еден безобразен и ќе ти се извинам однапред. Може да ни одговориш тоа, но сепак емисија ја гледаат млади луѓе, па може да мотивација за повеќето. Дали Блаже си има соочено со навреди од негови вака врстници? по негови врсници не, но имавме еден проблем кој што јавно го споделив, кога не му беше дозволено да дарува крв во Црвен крст. И навистина тоа прв пат го видов тој да биде толку растажен од целиот наш систем, од целата наша држава, бидејќи тој не отиде да дарува крв за да земе 2 дена слободни, отиде за да помогне на некој, Хумано. И најтрагично беше што не беше објаснето ни зошто не знаеше сестрата да му објасни зошто не му дозволува да дарува крв, а тој тоа веќе го имаше направено во Словенија и во Австрија. Така да се соочуваме со некои проблеми, веќе тој со оштетен вид и овде исто со јавното предпријатие што е ЈСП. Имавме само една молба кога ќе видат на пример на постојка со бел стап да застане само да му биде возможно да може да се каче во автобус и само да има звучно да му каже која станица е, ако нема веќе звучни оние што веќе се расипа во автобусите, барем шоферот да му каже која станица е само на идна што ќе застане, да знае да има ориентација. И тоа беше тешко да се направи некако и мислам дека тоа најголемо разочарување донесе до сега и во Австрија, бидејќи условите таму навистина се на високо ниво, Дали е посебно среќен во Австрија? многу, Тоа е најважно. многу баш се бавите зборевме. Да. И што ме тој среќен, среќни сме и ние. Така да тој е високо интелигентен. Зборе 8-9 јајци, свирена, не може да ја види инструменти, не може да види ноте ништо, но што ќе слушне, има слух сигурно повеќе развиен од нас, така да јас сум горд на него. Тој е за мене најголемиот херој. И тој на 21 година сам патува од овде, јас само го носам до аеродром, само оде на аеродром во Виена, од Виена само оде до град со воз, сам си оде дома, потоа сам готве, сам си пере, сам спрема за јадење, а деца прави, здрави, нормални и кукат во ова денешно време и затоа не ми е својствено, не ми е сватливо ти да кукаш од држава или некој не ти дал или од мајка и татко, а имаш две очи, две раци, можеш све да направиш во животот. Тој не гледа воопшто, но е борец, се борени животот. Патува, некни сам беше за Португалија 4-5 дена, се врати назад. Сега пак имале проекти некои, така да тоа е успешно. Тоа може ли еве на пример со помош на Канал 5 па и мојата продукција, нивната мега голема продукција да направиме некој интервју во Австрија со Блаже? Може, секогаш е баш испомнавме минатиот пат, нели? Зборевме, Јас да. и ти, така да може да се направи. Ајде, стварно, да. Да. Или пак кога дојде во Македонија да стварно да направиме, пошто Ова ова што го тоа мислам слушаме. дека јуни или јули ме ми најже. спомна дека ќе доаѓа Одлично. наваки, така да може да се направи чисто и тој од негова гледна точка да си каже и некоја паралела да направи како е овде, како е таму. Многу е лесно само да се земат некои примери од таму да се применат овде, но системот е тој што Системот ние е и затоа народ. луѓето тоа е еден од начините што се иселуваат. Например, тој не помислува за нас да се врати. Па како кога не може Да, да се тој- вози во Тој од автобус? кај што нас, да се тој од врати? кај нас да излезе кај што живееме, тротоарот е целиот со трња. Тој не е исечен никогаш не. И тој не може низ тротоарот да помине да стигне до првата автобуска. Значи зборам за некои 500 метра што треба да ги изоде пешки. Ние не може да ги изодиме што гледаме, а не тој, кај што треба да се движи со стапчи. Тој како би се вратил овде да живее? Ужас, како што рековме, сепак халал да му е што е толку интелигентен и што обстојува во денешно време, ама си јас нашол среќата во Австрија и навистина сум среќен што е тоа. Да. Така, ќе видам посреќен еме маца да збориме за поведра тема, да самиот крај да изиграме со Тоши и со Милена една игра, дали може? Ајде, да. Значи вчера, како сум си поминал со војкаме во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7 најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетете го сајтот loveguru.mk и ќе уживате.
Се враќаме назад, а што е поентава на играва? Јас ќе ви набројам неколку прашања, како на пример понуди, на пример наброј тоа и тоа, а вие кој прв го знае одговорот, ќе стисне на звончето. Може ли? Ајде. А имате 5 секунди, затоа Бомба ќе ми помогне со броење. 5 секунди имате за даден Вака ќе одговор. барам. Прашање за кој ќе гласат на избори. За кој ќе гласна изборите? Не ме успрашање. Помина 5 секунди, нема одговор, штета. Ајде вака. Наброј 3 изговори кога доцниш. Ајде. Чеки, ова беше јако. Лана не ми даваше да излезам, Јоана се успа и лифтот ми се заглави. Фала, доволно 7 секунди. Наброј 3 работи на кои се радуваат своите деца, вашите деца. Ајде, Тоше. Спорт, 1, 2. здрава храна и школа, едни од другиот не. Да, добро. Ангела претпоставам. Да. Па добро, што? Да, жива и здрава. Да е жива и здрава. Важно спортот. Да. Спортот. И спортот е голема школа. Да. Наброј 3 работи кои ги правиш додека си сама дома. Милена, што правиш ти сама дома? Што правам сама? Жими се прво си правам убаво некое јадење, тоа во моментот што ми се јаде, не мора да е здраво, тоа што не ми се лути. Не мора. Си пуштам филмче или серија, значи пожелам да сум сама да си гледам и тоа гледам некои криминалистички серии, не сум криминалец. И што знам друго да си направам? И да си иземам некоја книга. Да си одберам книга што после филмот можам да си ја читам ако сум 3 дена сама. За еден ден тоа нема се Бомбаки, досега. сморам те да ти го поставам прашање. Што правиш ти кога си сам дома? Кога Лишо жена ти уживам, ќерка ти? пуштам Netflix, брате, и гледам филмови само. А книга не читаш? Книга. Книга задње време не. Ама Ќе почнеш мациш. тоа млад. Наведете 3 ситуации на кои се крстат луѓето. На кои се крстат, кога ќе видат нешто се крстат, како не ми се верува. Ајде. Боже, види го овој колку изеде. Боже, види го овој колкав станал, пред 5 години не беше толку дебел. Боже, колку е глуп. Да, ете, од прилика тоа нешто. Точно, ајде, малце мораш да стигнеш, Милена, вика вака. Наведете 3 работи кои можеш да ги направиш на кревет во спалната соба. Да го наместам креветот, да го расторам креветот, да легнам. Браво. Баш така. Браво. На вистина ми беше често видете гости во ти реков ми Благодарам, рече дали се минав ти убава? Супер. Јас се поминав многу убаво, сакам да ти се заблагодарам за поканата, да ти се заблагодарам за изборот на соговорници. Исклучително ги почитувам и Тоше и Бомбакис, така што јас се поминав Thank you преубаво. Фала ти, баш ми е кејф што е тоа така Бомба. Супер беше, супер, викни ме пак. Тоест ќе останам да Останеш, снимам уште останеш, 2-3 останеш, нема емисии. проблем. Затоа што кажав, на вистина те почитувам многу како човек и на вистина се многу интелигентен и ти се восхитувам како ги наоѓаш овие инспирации за да напишеш вакви картони, затоа што си ми мотив во животот, одбрав да збориме на овие одредени теми. Тоа ше за самиот крај. Исто благодарам посебно до заедно што сме со Милена и со Бомбакис, наистина. Не е добра спојка. Милена низ години имам од нејзина навистина преголема подршка и секогаш го почитувала и знаела да го вреднува она што го работиме. Година на година се побаво и побава, така. Исто така и Бомбакис со неговите Давид. со неговиот сега и подкаст и она што го работи низ годините, се ова со картоните можеби изгледа смешно, но многу луѓе ќе се пронајдеме во тие негови што се 50.000 следбеници, така не да, не е дека- случајно, и тоа што го прави. Исто и ти продолжи ова што го правиш, како што зборевме минатиот пат, знам дека еден ден ќе бидеш многу успешен во ова што го правиш. Уникатен си на свој начин, така да не те обесхрабрува никој, Само газ. Само газ. напред. Каво газ, добро, нема моментално. Еве кацика имаш? Кацика има, кога сме кај Кацика, голема благодарност до All Electric, најдобрата мото опрема само на едно место во центарот на Скопје. Тука имаме и Сиора, со оглед на тоа дека Милена не е единствено женско во ова друштво. Милена, јас би сакал да се мачкаш со Сиора, може и Гордан да ти благодарам. помогне. Ова е наш Одвај македонски... чека да ми помогне. Добро, супер. Ова е наш македонски бренд и одлична крема е за пилинзи, но на вистина е многу Одлично, корисна благодарам. за Бомба. Еве доби минатиот пат кога ни гостуваше Бомба, дали Да, затоа се не ми даваш сега. Зашто прошлиот пат доби. Немој потрошено. Немој да мислиш дека Ја ќе и останеш Тоше без мислам. подарок, затоа што нашите ова. генерални спонзори Love Guru ти нудат Да, да. одличен прстен
знаеш за каде и за одлична забава, но тоа не е се, тие ти нудат и ваучер од 1500 денари, така да може да си поминеш и убаво онлайн секс шоп и најдобра онлайн продавница за играчки за возрасти, Тошен нема се да те Двоиме. да те двоиме, истиот прстен за одлична забава. Кога спомна за вестиш спална, креветот, кога вестиш креветот, кога го растураш и да го растураш се почесто ваучер од 1500 денари од Love Guru, ова е за тебе. Идеме сега со Милена, Тоша нема да бидеш заедно за толку тажна, те ваучерите. молам. Нема, Ова е- нема прстен за мене, добро, не, Ти добро. нема да добиеш прстен, ова е одлична играчка, ќе се ја видиш подоцна, сега не можеме да збориме и кога сме кај парите, па немој да мислиш дека сме те забараве 1500 денари ваучер од Значи, Love одиме во Guru, шопинг онлайн после секс снимање. шоп, можеш да си Два купиш, и чекам да ги можеш си потрошам купиш пари. и вака, и за волето, имаат и купачи, имаат одлична долна и горна гардероба за жени, на вистина секси. Повели, ова е за тебе, Бомбаки, што ти Ти стана? благо. Одушевено. Од купачите. Дай ми ја малце. Вика, добре, супер, не, одлично, одлично. Фала ти. Леле, ти благодарам, Давид, многу. Јас се радам дека си погledавте топ во оваа емисија. Искрено многу. Бомбона, Нареден пат се радам дека ќе јави други спонзори, други пријатели, ќе добиете Ќе дојдеме поголеми со, кеси. со тоа што ќе земеме од шопинг, ќе дојдеме тука. Може. На вистина си поминав преубаво ова друштво, останете и нареден вторник да не гледате, така да и пратете најдобрата утринска програма на емисијата на Здрава Македонија, подкастот на Бомбакис Да. и се И што вежбајте прави кај Тоше и во вежбајте кај теретана. Тоше и пратете го секој чекор на Тоше. Чао од нас.